Значи, видовме дека на три начини Навуходоносор се обидувал да влие врз Даниел и врз овие три млади момчиња во Вавилон. И интересно е тоа што не протестирале, не се бунеле многу ни во првиот случај, кога нели ги ставил на тригодишно образование таму во Вавилон. Ниту пак во вториот случај, кога им ги променил имињата од оние еврејски имиња, кои што сите буквално до едно укажувале на живиот и единствениот жив Бог, вистинскиот Бог, ги променил имињата во имиња кои што укажувале на некои од нивните вавилонски непостоечки божества, идоли, принцеви и така натаму. Но реагирале во третата ситуација. Значи, во склоп на тој образовен систем била вклучена и посебна исхрана. За нив богата исхрана, царска трпеза, како што се вели таму. И овде Даниел реагирал. Не сакал да се оскверни, не сакал воопшто да проба таа трпеза и побарале заедно со останатите да бидат ставени, значи еве, како тест 10 дена, само на зеленчук и вода, таму се вели. Или во превод ние би рекле веган исхрана, денеска. И се покажало дека биле многу и подобри во секој аспект од останатите кои што биле на таа царска исхрана. Во тој коледж, да кажам таму, царски коледж. И затоа им дозволиле понатаму да продолжат со таа исхрана. И што рековме минатиот пат, веројатно видовме од таа ситуација зошто Даниел реагирал, затоа што апетитот е неверојатно важна работа. Самата исхрана, како дел од апетитот, иако нели минатиот пат спомнавме, говорејќи за апетитот, спомнавме Ева, случајот со Ева, значи првиот случај, првиот пат, каде што Ева паѓа на оние три аспекти. Похот или желба на телото, похота на очите или желбата на очите и гордоста на животот. Паѓа на сите три, за да, нормално потоа падне и Адам, за да се појави вториот Адам во ликот на Исуса Христа и биде кушан исто на овие три аспекти и победи. Победи и за нас денес, односно ни даде пример дека и ние можеме да победиме. И рековме дека сите тие три аспекти можеме да ги наречеме под еден назив апетит. Значи, кога збориме за апетит, не станува збор само за јадење и пиење, туку човек може да има апетит за разноразни нешта. Како што тогаш наведовме некои примери. Прочитавме еден стих тогаш, кој што јас пак ќе го прочитам сега и се наоѓа во Пословици 23:2. Сеќавате тамо во првиот стих се велеше дека ако отидете кај некој началник, значи кај некој човек кој што е повиден, кај што може да очекувате, значи богата трпеза, што треба да ставите, вели, под своето грло, ако си ненаситник, стави си нож под грлото ако си ненаситник. Значи, дури со еден ваков драстичен, жесток речник овде, Господ преку мудростите на Соломон ни укажува на тоа колку е значајна самоконтролата. И дека е значајна, читаме во Галатјаните 5 глава, ќе читаме малку поопширно од 19 стих, иако самоконтролата се спомнува како последен од оние наредени плодови на духот, но да видиме во контекст од 19 до 22 стих во Галатјаните 5 глава, што ни вели писмото, вели, а делата на телото се познати, тоа се блудство, нечистота, бесрамност, идолопоклонство, вражење, непријателства, препирка, ревнување, гнев, себишност, раздори, кривоверства, зависти, убиства, пијанства, срамни гозби и слични на овие. А 22 стих вели, а плодот на духот е љубовта, радоста, мирот, трпението, љубезноста, добрината, верноста, кротоста, самоконтролата. Ете, значи,
таа влегува во пакет на тој плод на духот, кој што, нели, начело е љубовта, радоста, мирот, трпението и така натаму, влегува во пакет со сите овие доблести, кои што треба еден христијанин да ги има во својот карактер. Дека е битен апетитот, значи се осврнавме конкретно на јадење, иако рековме дека на исхраната, нели, иако рековме дека апетитот опфаќа многу нешта, се сложивме со тоа дека ние контактираме и ние му служиме на Бога преку умот. Тука е нашиот контакт со Господа. А знаеме дека се што внесуваме во уста, со се што се храниме, се храни и секоја клетка на нашиот организам, па и мозочните клетки. Така да и од тој аспект и како е битен апетитот. Сега ќе разгледаме еден друг текст кој што се занимава со нашиот, можеме да кажеме, целокупен развој како личности и се наоѓа во прво послание до Коринќаните. Ови се познати текстови, но да ги погледнеме, може би, еве, денеска со една поинаква светлина, текстови кои што ја би рекол дека да немаше друго ништо во поглед на апетитот во Библијата, овие текстови требаше многу нешто да ни кажат и ќе беат доволни. Прво послание до Коринќаните, 6 глава, 19 и 20 стих ќе читам. Прво послание до Коринќаните, 6, 19 и 20. Или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух, кој е во вас, кога го имате од Бога, па не си припаѓате само на себе си, зашто скапо сте купени. И така прославете го Бога во своето тело и во својот дух, кои се Божји. Што не велат овие стихови? Знаете, може да говориме малку во историски контекст. Црквата растела тоа време и почнале да навлегуваат во црквата да се крстат и не само од еврејско потекло, евреи, туку и незнабожци, кои што со себе пак си донеле секој свој пакет, своји стари идеи, и тука бил присутен и дуализмот, како последица на Платон и другите грчки филозофи, кои што опфаќа учење дека духот и телото се целосно одделени и дека духот само е затворен на некој начин, како во некој затвор во телото, и телото е зло, а духот е супер. И телото кога ќе умре, кога ќе откаже, духот живее и понатаму. Меѓутоа, Библијата ни вели нешто друго, дека тие се непосредно спојени, дека ако делувате на телото, делувате и на духот, односно и на умот. Значи, не можете да ги разделите. Како резултат на тој дуализам, луѓето сметале дека можете што сакате да му правите на телото, можете да јадете што сакате, тоа не делува на духот. Но, што вели овде во овие стихови Господ? Ги дели, да, телото и духот. Меѓутоа, што вели? И духот и телото се Божји, не се ваши. Вие сте скапо купени. Ајде да прочитам пак. Или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух, кој е во вас, кога го имате од Бога, па не си припаѓате само на себе си. Зашто скапо сте купени. Прославете го Бога во своето тело, во својот дух, кои се Божји. Ние, како откупени од Бога, дали сваќаме дека ова наше тело не е наше, туку е Божјо, скапо купено со Христовата смрт на крстот. Исус не откупил со својата скапоцена крв, и ако не беше така, ќе бевме мртви, значи немаше да постоиме никој од нас воопшто. Заради тоа, само овој факт ако го имаме во предвид, ние немаме право да правиме што сакаме со своето тело, зашто не е наше. И да внесуваме и да ставаме што секи ни текне.
Нормално, ова го зборувам во контекст на овие стихови, иако рековме дека апетитот е голем проблем. Значи, ние сме паднали уште од Адам и Ева, по падот нивни. Апетитот е толку изопачен, да денеска на нас ни е сладко нешто што воопшто не е добро, не е ни здраво. Значи. Нешто што може би на поранешни генерации воопшто не би им било сладко. Значи, сакам да кажам, со години апетитот се повеќе се изопачува. И јадеме работи кои што ни изгледаат највидом сладки, меѓутоа воопшто не се ни здрави. И тоа делува и на нашиот дух, и на нашата духовност. Тоа е се поврзано. Не сме своји, значи не можеме да правиме со нашите тела што ќе посакаме. Нормално, мислам, дадена ни е слобода да правиме што сакаме, ама ќе си ги трпиме последиците. Замисли си, според овие стихови, овака би излегло. Одите во домот на некој свој ближен и, што знам, ќе му го земете новиот блендер, кој што тој само што купил, ќе му го земете, ќе си го однесете дома и ќе си го користите за своји потреби. То така изгледа. Значи. Телото не е наше, то е Божие. Тој го купил. И сега ние го грабаме од него и ние си го третираме како што ние си сакаме. Зарем не е тоа престап на Божиот закон исто така? Крадеме ли? Што правиме? Кршење на 8-та заповед. Не би сакал премногу долги да бидеме, поти веќе се различи службата. Како се однесува Бог кон оние кои што нема да го послушаат ваквиот совет? Имаме еден друг, имаме други два стика, исто така во прво послание до Коринќаните, 3 глава, 16 и 17 стих. Мораме да бидеме брутално искрени кон самите себе и може би само од овие стихови да сватиме многу работи. Зошто некои работи и некои нешта во нашите животи течат така како што течат. Нормално не само ова, има повеќе аспекти и фактори може да делуваат во животот на еден човек. Видите што вели во 1 Коринќаните 3 глава 16-17 стих. Не знаете ли дека сте Божји храм, чисто во истиот контекст на претходните стихови, и дека Божиот дух живее во вас? Ако некој го разруши Божиот храм, Бог ќе го разруши него, зашто Божиот храм е свет, а тоа сте вие. Да, Бог не дека ќе ве убие, ќе ве разруши. Бог не постапува така. Но ќе остави работите да си одат по својот тек и да ги осетиме и да ги познееме резултатите на оно што сме го правили. А па фактот дека сме Божји храм, односно храм на Светиот Дух, имате еден куп паралели сега со светилиштето, со Божиот дом, земете го примерот со Исуса Христа, кој што на 2 пати го чисти храмот, и дека Господ не дозволува ништо што е нечисто да влезе во Божиот храм. Паралели со нашето тело и со она што ние правиме со нашето тело. Некојаш буквално го измачуваме. Поготово ако немаме скротлив апетит, и ако најздрава храна јадеме, ама се прејадуваме, да кажеме така. Тоа е мачење на телото, тоа е вистинско мачење на телото. Значи, вели, ако некој го разруши Божиот храм, Бог ќе го разруши него. За да бидам појасен, еве ќе прочитаме уште неколку стиха од Пословици 1 глава, значи повторно кај мудриот Соломон, Пословици 1 глава од 23 до 31. Послушајте ја мојата опомена, вели Бог. Значи, Пословици 1 глава од 23 до 31. Послушајте ја мојата опомена. Ете, го излевам својот дух пред вас, сакам да ве поучам со своји зборови. Колку ве повикував, а вие одбивавте, ја испружував раката, но никој не ја забележа. Туку го отфрливте секој мој совет и не ги послушавте моите опомени. Затоа и јас ќе се смеам на вашата пропаст. Не дека, нели, буквално е така. Нормално знаеме дека Бог е љубов. Но едноставно,
Не може ништо повеќе од тоа, односно да остави да работи си течат. Ке се подсмевам кога ќе ве снајде тешкотија, кога стравот ќе навали врз вас како невреме и кога пропаста ќе ве грабне како виор, кога ќе се навалат врз вас неволјата и маката. Тогаш ќе ме викате, но јас нема да одговарам. Ќе ме барате, но нема да ме најдете. Зашто го мразеа знаењето и не го избраа Господовиот страв, ниту го послушаа мојот совет, туку ја презреа секоја моја опомена. И еве го одговорот, значи оно што сакам цело време да го кажам, 31 стих. Значи затоа што не ја послушаа мојот совет, туку ја презреа секоја моја опомена. 31 стих вели, затоа ќе јадат плод од своето владење и ќе се наситат со сопствените совети. Господ е тој кој што сака да спаси. Господ се прави за да не спаси. Адам и Ева, на кој што им рекол дека во моментот кога, во денот кога ќе вкусат од плодот ќе умрат, умреле ли во тој ден? Не умреле. Господ е милостив. Господ прави се што е во негова моќ. Да, умреле еден ден. Но прави се што може за да не спаси. Тој е долготрпелив, спор на гнев. Читавме, нели, од неодамна и се подсетуваме на тие стихови, каков е неговиот карактер, описот на неговиот карактер. Обилен во милосрдие. За да не дојде ден која ќе да не каже, како во Исаија 5 глава, секајате таму 4 стих, само 4 ќе го спомнеме. Што можев уште да направам за своето лозие, па што веќе не го направив? Се надевав дека ќе роди добро грозие, а ете роди кисело грозие. Значи Господ прави, Он не се откажува, прави се што е во негова моќ. Меѓутоа е немоќен во еден даден момент. Знаете дека ни оставил слободна волја на секој од нас и дури и семакниот Бог ја почитува нашата слободна волја и тука не се меша. Ке не советува, ке најде начини како да влие во нашиот живот, меѓутоа на крајот оно што ние сме го намислили, тоа ќе го направиме, нели? Да, и ќе не опомене, точно. Има начини како. Да отвориме сега во Езекијел 33:11, да се подсетиме на овој стих. Езекијел 33:11. Животот ми мој, говори Господ Бог, како да Господ се колне, знаете кога не, жими мене. Животот ми мој, говори Господ Бог, мене не ми е до смртта на безбожникот. На безбожникот, а камо ли на верникот. Туку да се одврати од својот лош пат и да живее. И така обратете се од својот лош пат. Зошто да умрете, Израелеве дому? Знаете, според проповедник 3.2, што вели таму? Има време за живење, има време и за умирање, има време и за садење, има време и за се има време. Но, има еден друг стих исто во проповедник 7.17. Проповедник 7.17. Знаете што вели таму? Не биди прелош, не биди безумен. Зошто да умреш пред времето? Значи, ние сме храм на Светиот Дух. Нашето дело не е наше, ние сме скапо купени. Ако не се вразумеме, така да кажем, ако не ги послушаме Божите совети, а реков пак, апетитот е страшно голем проблем. Страшно е изопачен. Ние живееме 6000 години после падот во грев. И не е лесно. Но со Божја помош, секако, секој од нас, сам никој не би можел ништо да постигне во било кој аспект од својот живот, а камоли кога станува збор за апетитот. Ако, како што рековме, сите тие три аспекти ги ставиме и да ги речеме апетит, тоа што е се. Кога се вели дека Исус беше кушан во се како и нас, тој преку тие три искушенија во пустината беше искушан во се. Тоа е се. А тоа е апетитот. Но, нели, еве, малку повеќе се насочуваме на исхраната, значи за тоа зборуваме, иако, нели, апетитот, како што кажав, опфаќа многу работи. Господ ни дава совети, не советува, не поучува
или ќе ги послушаме или не. Вели овде, знаете, од многу аспекти, Господ може да не искористи и највеќе да не искористи здрави. Му требаме како здрави. Но ние самите можеме да си го скусиме животот со нашата непослушност и Господ да не искористи како што треба. Еве видовме, значи, зошто да си безумен, зошто да не послушаш, па да умреш пред време. Значи, Господ не предвидел така, но ние поради нашата непослушност, Господ едноставно остава да работите течат како што течат, во тој тек во кој што ние сме избрале. Само на крајот, нема да задржам уште многу, да прочитам само неколку цитати, ја минатиот пат ви спомнав, од книгата Совети. Еве, Совети за живот и исхрана. Чиви се овие совети? На Елен Вајт? Божи совети, то се Божи совети. Прекрасна книга. Покрај она здравје и среќа, исто и ова е една од најдобрите која станува збор за здравствената реформа и нашето здравје. Владење со апетитот, тоа е цела една глава која што може да најдете на 141 страна. И спомнува на почетокот за Адам и Ева, тоа веќе го опфативме. Веле Исус, седејќи на Маслинската гора, им даде упасва на своите ученици во врска со знаците кои ќе претходат на неговото доаѓање. Како што беше во деновите на Ное, така ќе биде и при доаѓањето на Синот човечки. И како, во кој аспект, кажува, како ќе биде. Како што во деновите пред потопот јадеа и пиеа. На што се однесува ово јаде и пие? Па човекот секогаш јаде и пие. Ама ждера, се опијанува, јаде и пие, значи се жене и се мажеа. На што мисли пак овде се жене и се мажеа? Се женеа, се оставаа, па се женеа, па се оставаа, па се женеа машко со машко, женско со женско и така натаму. И да не спомнувам други работи. Оти сега се женат со што ќе стигнат. И не до оној ден, вика, кога Ное влезе во ковчегот и не узнаа додека не дојде потопот и истреби се, така ќе биде и при доаѓањето на Синот човечки. И така е. Денеска се повторува. Ние баш живееме во времето на Ное. И вели, овој распространет грев, се мисли на апетитот, попуштањето на изопачениот апетит, ги има распалувано човечките страсти во Ноево време, водејќи кон распространетост на изопаченост. Видите што прави попуштањето на апетитот. Изопачениот апетит, распалување на страсти и тоа кон поголема расипаност и поголема изопаченост. Престапите и гревовите допирале до небото. Ова морална изопаченост со потопот била конечно збришена од земјата. Истите гревови на ждерење и пијанство ја отапувале моралната чувствителност на жителите на Содом, така што гревот им изгледаше како задоволство на жителите на тој зол град. Христос вака го предупредува светот. И што вели? Исто така како што беше и во времето на Лот, ќе биде во последните денови. Повторно, тие јадеа, пие, купуваа, продаваа, садеа, дзидеа, но во истиот ден кога излезе Лот од Содом, падна од небото оган и суфур и ги изгоре сите, така ќе биде и во денот кој ќе се јави Синот човечки. Претерување, значи, во апетитот. Ајде да не читам се, уште еден цитат овде. Тука се спомнате, значи, подолу и Содом и Гомор. Од првото подчинување на апетитот, човечкиот род се повеќе си попуштал на самиот себе си, додека здравието не било принесено на олтарот на апетитот. Жителите на предпотопниот свет биле неумерени во јадењето и пиењето. Тие јаделе месо, иако Бог во тоа време не му дал никакво одобрување на човекот да јаде таква храна. Баш вчера вечер, мислам, беше спомнато тоа, уште во предпотопниот свет јаделе месо. Иако, нели, Господ дури после ќе дозволи. И не е само месото во прашање. Тие толку јаделе и пиеле така што попуштањето на изопачените желби не познавале граници. Тие станале толку изопачени така што Бог не можел повеќе да ги трпи. Нивната чаша на беззаконие била полна и тој со потоп ја очистил земјата од низината морална изопаченост. Често пати знаеме да истакнеме и да
читаме таму во 6 глава Битие, мислам дека беше, каде што, нели, Божите синови почнале да земаат за жени од човечките керки и така натаму, и тоа била причина за големо распространување на изопаченоста, неморалот и се. Меѓутоа, од каде сето тоа потекнува, значи, уште порано од нешто, од што? Од изопачениот апетит. Ајде малку да го спомнеме Исав на крајот. Исав го продаде своето првенство, знаеме што се офаќа тоа, какви се предности, зашто? За една чинија, што велиме ние, црвено јадење или, ајде, црвена леќа ли, што ли е? Не е ни за месо, значи, не е ни за леќа. Не знам како вие стоите со леќата, мене ми е многу сладка, значи, неверојатно лесно се приготвува и многу сладка и многу здрава. Значи, било црвена, било она вообичајена што е. Исав имаше посебна силна желба кон одреден вид на јадење. Значи, кога збориме за апетит, зборуваме за тоа, не кога велиме немаш апетит. Не станува збор за такво нешто. Значи, посебна желба, силна желба за јадење. Еви, за одреден вид на јадење. И така долго си попуштал себе си, што не чувствувал потреба да го остави тоа јадење кој го искушувало и кој го посакувал. И ја верувам дека како резултат на ова попуштање на апетитот, тој бил многу поинаков од Јаков. Знаеме каков бил Исав во однос на Јаков. Јаков бил многу посмирен. Овој бил денеска се чудиме, некојаш велиме што ова децава се многу, значи, хиперактивни или многу, така викаат сега, хиперактивни или да не кажам со друг збор, непослушни, или не знам како да наречеме тоа. Меѓутоа не било секојаш така. Децата, да, секојаш имаат вишок енергија, ама да се запрашаме зошто посебно во ова последно време се такви, па што јадат? Видете што јадат. Па не само тоа, значи. Некои не јадат воопшто леп, туку јадат грицки по цел ден. Чипсиви, ова, она и сето тоа се еден куп додатоци денеска е се отидено во неповрат. Значи, навистина во поглед на исхраната. Затоа борбата е страшна со апетитот. И само ова ќе го кажам на крајот. Ми беше, вели Елен Вајд, прикажана сегашната состојба на светот. Сцената беше ужасна. Значи сегашната состојба. Или е тогашната во 19-20 век, почетокот. Или ајде да бидам поточен, да видам ова или до 164 година, значи 19 век. Беше прикажана сегашна состојба на светот. Сцената беше ужасна. Јас се чудев на тоа дека жителите на земјата не се уништени како луѓето од Содом и Гомора. Елен Вајд се прашува во нејзино време и вели, според тоа колку попуштање на апетит има, колку е, каква е изопаченоста, моралот и така натаму, односно неморалот, јас се чудам, вика, што не дошла веќе казната од Бога. Видов доволна причина за сегашната состојба на дегенерација и смртност во светот. Слепите страсти владеат со разумот и многумина на похота и ја жртвуваат секоја возвишена побода. Првото големо зло беше во неумереноста во јадењето и пењето. Првото големо зло, таму почна. Луѓето станаа робови на апетитот за јадење. Тие се неумерени во работата, еве сега спомнува и така натаму, ајде за тоа да не читаме, нема многу време и не е во контекст. Ако земеме и да, еве, ја верувам дека сме ги читали овие книги, меѓутоа да се потсетиме, да обновиме своето знаење, ќе видиме во какви се аспекти делува, значи, неумерениот апетит, само кога станува збор за јадењето, а не да збориме за ред други желби и пожелби што си ги имаме ние во животот како смртни, како грешни суштества. Нека Господ ни помогне, јас само би кажал на крајот да навистина како што Исус извојувал победа и ние извојуваме победа, а можеме и тоа го можеме само со Него. Тешка е борбата, не велам, но за Христа, за Бога нема ништо невозможно и ништо тешко. Нека му е слава нему и нека ни помогне на сите нас. Амин.